Честит Илиден, добро вечер, еве ги настаните на 2 август 2013. 110 години по востанието Мечкин камен повторно се наполни. Do you know what mean Ilinden? I think it's a day of Holi. На Илинден Груевски најави барање за измени во начинот на преговорите за името, нови работни места и нови инвестиции, но и подготвеност за проверка на легитимитетот пред граѓаните. Во манастирот Прохор Пчински беа удрени темелите на првата македонска држава, Федерална република Македонија, во демократска федеративна Југославија. 69 години по првото заседание на АСНОМ, портите на Прохор Пчински се затворија за македонците. Свештенството на СПЦ забрани влез во манастирот. Иванов од Пелинце, Велјановски од Скопје, со пораки за продолжување на аманетот оставен од илинденците. Македонија да ја изградиме во демократска и просперитетна држава. Оштетувањата на возилата го намалија метежот на Богородица. 5000 македонци во изминатите 2 дена заминале кон Грција. Охрид се наполни, празникот и продолжениот викенд, одлична можност за одмор на плажите во дојрани преспа. Врховниот суд во Италија ја потврди едногодишната затворска казна за Берлускони. Доживотен затвор доби и монструмот од Кливленд. Мечкин камен над Крушево е центарот на празнувањето на 110 годишнината од Илинденското востание. Преполно со македонци, дојдени од сите страни да се потсетат на историската победа во борбата за самостојност. Одиме повторно во живо во Крушево, таму е колешката Бојана Димитриевска. Бојана, верувам дека во Крушево се уште трае празничната атмосфера. Така, Иван, се уште трае празничната атмосфера, екипата на Сител е се уште тука. Премиерот и борци и добри синови на татковината, повикувајќи се на идеалите и вредностите на илинденците и борците од народно-ослободителната борба, премиерот од Мечкин камен порача да се чува земјата. Од историското Крушево најави дека ќе побара од Обединетите нации промена на форматот на разговорите со Грција и ќе повика грчките власти да седнат на заедничка маса со македонската влада. Еве дел од неговиот говор. Размислувам да се обратам до Организацијата на Обединетите нации со став за промена на форматот на разговорите со што би се следел и примерот на со своји тимови и експерти од нашата земја. И сега сум убеден дека ако пред 5 или 6 години некој на светот имаше резерва или скепса за нашите убедувања дека нашиот сосед нема елементарен интерес, ниту волја да разговара, а камоли да го реши спорот. Овој пат на сите им е јасно тоа. Ако на некого не му е, јас го повикувам да го натера нашиот сосед да седне и да разговара со нас. На реални разговори, со добра волја, во присуство на медијаторот и на кој сака од меѓународната заедница и да се увери во ова која ќе добие негативен одговор од другата страна. Следуваат, рече премиерот Груевски, моменти кои имаат за цел да го развојат македонското национално ткиво, провокации домашни, но и однадвор. Свесни сме за тоа, истакна тој, но и спремни да одговориме. Повика на обединување без разлика на политичка и верска припадност. Предлагам да слушнеме што кажа во овој дел премиерот Груевски. Секој обид за доведување под прашање на легитимитетот на ова што го говорам, за оспорување на легитимитетот на нашите политики, ставови, позиции и гледишта, момент кој би стимулирал подоби или било каков момент кој засега негативно во суштинските прашања од државен интерес, ќе биде пресретнат во заедничка подкрепа со народот. Се осврна и на процесот за кој подолго време се крива прашина во јавноста. Наводните тези дека со лустрацијата се нарушуваат принципите на АСНОМ ги отфрли како неточни. Процесот на лустрација е болен, но ќе биде направен, а Македонија ќе се ослободи од тежината, потенцираше председателот на владата пред големиот број на собрани граѓани денеска во Крушево. Како може
Како може да се нарушат принципите на Автономска Македонија? Кога луѓето кои ја создадоа Автономска Македонија и кои ние денес ги славиме, како Методи Андонов Ченто, Панко Брашнаров, Владимир Полежина, Бане Андреев, Петре Пиру Земајски и стотици илјадници и други беа малтретирани, затварани и шиканирани и испратени на Голи оток и по затворите, токму од тој исти режим кога преку лустрацијата сакаме да го демаскираме. Меѓу другото, премиерот најави голем број на нови странски инвестиции и нови работни места. Да напоменам дека денес Да, се извинуваме поради малите технички проблеми, тоа беше Бојана Димитриевска во живо од историско Крушево. А Сител ве носи 69 години во минатото. Еве како во 44-та Панко Брашнаров го започнал првото заседание на АСН. Во манастирот Прохор Пчински беа удрени темелите на првата македонска држава, Федерална република Македонија, во Демократска федеративна Југославија. Точно во 5:15 часот поручок, при полна тишина, најстариот по години член на иницијативниот одбор, Панко Брашнаров, учител од Велес, со тих и дрхтав глас го отвора заседанието со следниве думи. Другарки и другари, народни представители, во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прохор Пчински и на овој историски ден, Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душата ми е преполнета со радост и пред премежнетите очи гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица, заплискујат е целата македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ десетвековниот робски срам од пропаста на Самуиловата држава, за да се роди денес нова, светла и слободна македонска држава. Во овој момент, земјата на нашите покојници, многубројни народни герои, паднали и посеали коските си по цела Македонија, им стануе полека и они во мир веќе го гледат изгревот на нашата слобода. Гледат идеалната дружба на старите илинденци, на Гоце Делчев и денешните илинденци, младата македонска војска и поставените темели за остварението на идеалот на две поколенија, на две епохи, слободна, обединета Македонија. И ете, како резултат на 3-годишни крвави борби, македонскиот народ ја врза својата судбина со судбината на сите југословенски народи, помогна со крв и борба да се дојде до нова, братска и демократска и федеративна Југославија. Денеска, на вториот славен Илинден, последен Илинден на неослободена Македонија, се стават темелите на македонската држава во која да се обедини и заживее нашиот народ, онаков среќен живот како го заслужува по своите претрпени робски маки и петвековни борби. Во конаците на манастирот Прохор Пчински на 2 август 44-та се славеше заедничкиот живот. Денеска таму вратите беа затворени. Свештениците на СПЦ го забранија влезот за камерата на Сител. Христина Јованова и Јован Трајковски беа во Прохор Пчински. Затворени врати и нелюбезни свештеници. Манастирот во кој пред точно 69 години се потврди македонската државност, денеска беше место кое можеше да се сними само оддалеку. Во далечната 1944 година овде имало стотина делегати кои го одржале првото заседание на АСНОМ. А утрово на големиот празник Илинден, само неколку монаси и врањскиот епископ Пахомије ги дочекаа стотината верници. Топло добре дојде за екипата на Сител немаше. Ако сакате да присуствувате на литургијата, може да влезете, но без камера бидејќи немате дозвола од синодот на СПЦ. Ни се обратија дел од свештените лица кога стигнавме пред портите на Прохор Пчински. Ја оставивме камерата и се упативме во манастирот.
Барајќи го духот на рамноправна Македонија, собата во која биле ставени потписите за потврдување на македонскиот јазик, завршивме надвор пред манастирот. Таква соба не паметам дека постоела откако сум овде од 92-та, ни рече епископот. Кога пробавме да разговараме со дел од верниците, свештениците ни упатија порака да заминеме од таму и повеќе да не се враќаме. Откако знам, откако сам дете, детинство сам провела овде и сабор, сад нема ништа овде. Ваш празник е увек поштован био и на телевизiji, што кажа, док смо били една држава, служили смо се тим. Знате, сваки своje обичаje. Надвор од манастирот немаше ниту еден сведок за историскиот момент на македонците. Таблата која подсетуваше на далечниот 2 август е тргната. Останала само капела на која кратко беше напишан спомен за сите останати историски случувања во овој манастир. Но прославата во Прохор Пчински и значењето на 2 август го паметат сите македонци. Јас сам била овој Прохор Пчински 1964 ли сам била пешки. Су доваѓале омладина, облечени у војничко, знамиња, пешки дојдев. За основ го знаеме, пошто паметиме основањето на самата наша држава. А поради тоа што не дозволувале србите да го славиме на Прохор Пчински, па затоа е ово на Пелинце направено. Портите во манастирот Прохор Пчински беа отворени уште рано утринава, но освен верници немаше ниту македонска, ниту српска делегација. Свештениците велат за тоа немало никакви пречки, но ниту еден политичар не се најавил дека ќе дојде. 4-та година поред, македонскиот државен врв овој празник го слави на 5 километри од Прохор Пчински во меморијалниот центар во Пелинце. Токму поради негативните одговори што ги добиваше изминатите години, македонската влада не побарала таму да го одбележи историскиот ден. Спротивно на ова, србите го видоа гостопримството кај нас минатата година, кога им беа дозволени највисоки почести за да ја прослават годишнината од битката кај Зебрањак. Споменикот беше реставриран со македонски пари. На само 5 километри под манастирскиот комплекс во меморијалниот центар Пелинце, илјадници македонци се потсетија на добрите вести, објавени пред 69 години. Во Пелинце беше и председателот Ѓорги Иванов. Историјата е заедничка. Таа е дел од нас, дел од она што сме биле, што сме и што ќе бидеме. Затоа повикувам на европски пристап кон историјата. Свесни сме дека овие апсурдни барања ни стигнуваат од некои земји членки на Европската Унија. Но не смееме да заборавиме дека Европската Унија се уште не е Европа. Ниту пак Европа е само Европската Унија. Со членството на Македонија во Европската Унија, Унијата ќе се доближи до Европа. Денес, од ова место, упатувам повик до Европската Унија. Дојди во Македонија за да се приближиш кон обединета Европа. Дојди во Македонија за да се самооствариш. Ние и без Унијата сме дел од Европа. Ние пред се ја градиме Европа за нашите граѓани. Пред споменикот на Никола Карев, президиумот на АСНОМ и Методи Андонов Ченто, председателот на Собранието Трајко Велјановски на прославата во Скопје подсети на делата на илинденците. Ние како народ точно знаеме каде одиме, кои вредности ги споделуваме и каде природно припаѓаме. Тоа многу пати сме го кажали, покажали, иако треба уште толку пати ќе повториме. Сакаме да видиме делот Европската Унија и НАТО. И сите реформи и напори ги насочиме во тој правец. Но и како народ знаеме уште нешто. А тоа дека одиме натаму, како што Илинде не научи да одиме. А тоа е цврсто, гордо, честно и одговорно. Без само почита, вредноста на секој остварување е значително намалено. Ке продолжиме по правецот кој сме го зацртале, но без при тоа да заборавиме дека Македонија е една и неделива. И Прилеп, градот Херој, му даде почит на хероите кои се изборија за слободна Македонија. Двата Илиндена, оној од 1903 и оној од 1944, достојно и со многу почит кон саможртвата на илинденците, кои себе си се вградија во вековниот простум и државност на Македонија, денеска го одбележа и слободарски и херојски Прилеп.
Високи локални функционери, представници на политички партии и граѓани, простумејки пред паметниците на одважниците, положија цвеќе како своевидна благодарност за она што го живееме денес. Тоа се 110 години на борба на македонскиот народ за идејата за самостојна и независна Македонија, Македонија рамноправна со останатите држави во светот, силна, економски просперитетна. Ке го оправдаме само прегорот, пожртвуваноста и желбата за слобода на нашите предци на една поинаква битка од денешен аспект, односно битка не за освојување или за ослободување на територии, туку битка за приклучување кон територии. Мислам на Европската унија која што единствено од денешен аспект можеме да ја придобијаме со економските реформи, со зачувување на националниот идентитет, но и со национално единство. Инаку утринава голем број прилепчани организирано се упатија кон соседно Крушево, каде присуствуваа на централната манифестација на Мечкин камен по повод 110-та годишнина од Илинденското востание. Во Тетово и Гостивар на илинденците се подсетија само борците и припадниците на Арама. Во Струга пак немаше ниту државно знаме. Во Тетово и Гостивар скромно беше одбележан националниот празник 2 август Илинден. Општина Тетово не организираше пригодно одбележување. Единствени во организацијата на празнувањето беа од Сојузот на борци и армијата. Во нивна организација на споменикот на револуцијата беа положени букети цвеќиња од страна на делегации и представници на повеќе здруженија, организации, политички партии, локалната самоуправа и армијата. Во историјата на еден народ постојат судбоносни датуми, трагични и величествени по кои тој народ се препознава и кои ја определуваат неговата иднина. Македонската историја има два големи историски датуми поврзани со ист ден, но во различни времења и услови. Тоа се Илинден 1903 и Илинден 1944 година. И во Гостивар единствено Сојузот на борци организираше одбележување со положување цвеќе пред споменикот на паднатите борци. Македонија без македонци нема да ја биде. Ова е пораката упатена на светската семакедонска и линденска средба која ги собра македонците во Битолско Трново. Без македонци Македонија нема да ја биде. Затоа вратете се во својата татковина и сите обединето да придонесеме во напорите за напредок и развој на Република Македонија. Им порачаа представници на македонската извршна и законодавна власт на македонските иселеници кои денеска во голем број присуствуваа на светската македонска иселеничка средба во Трново. Ве повикувам сите македонци од цел свет да се обединиме ако сакаме да имаме успех, ако сакаме да зборуваме за просперитетна и почитувана Македонија. Ве повикувам да размислите, да си дојдите дома, да размислиме заедно што е она најдоброто да го направиме за нашите деца, за нашите внуци, за нашата Македонија. Дојдете и вратете се во Македонија, бидејќи Македонија без македонци во неа нема да ја биде. Македонските селеници пак акцентот го ставија на уставното име на земјата. За враќање во татковината размислуваат, но кога ќе дојде време да се упокојат. Јас имам желба да се вратам и моето тело да почива во мојата татковина, каде што јас сум се родил. Да, кога ќе дојде времето, кога јас навистина ќе бидам вака комотен да даваме на таква одлука, зашто не би се вратил? Македонија ја носам во срцето. Светскиот македонски конгрес порача дека во ЕУ и НАТО Македонија може да биде членка само под уставното име, порачувајќи дека освен евро и евроатланските постојат и евроазиските интеграции. Промената на државното име не е слобода на мислата или демократија, туку злосторство против човештвото, геноцид врз македонскиот народ и кривично дело велепредоство кое не застарува. Матицата на иселениците и Сојузот на македонците од Егеот Македон повикаа на семакедонско обединување во одбрана на интересите на Македонија, а поговорите светската македонска иселеничка средба традиционално беше заокружена со богата културно-уметничка програма, пијалоци и скара. Да, некој дома, но некој надвор од државата, ама и Илинден традиционално го прославија и македонците ширум светот. Чествувањата најмасовни и годинава во Австралија и во Америка.
Во 10 црковни општини низ Северна Америка, денес и во следните неколку денови, се одбележува големиот македонски празник Илинден. Македонците се собираат на богослужби, пикници и културни настани. Митрополитот Методий, кој управува со канадско-американската епархија, денес ќе богослужи во црквата Рождество на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс во Детройт. Митрополитот се врати од штотуку завршената 20-дневна посета на архиепископот господин Стефан, со кога имаа можност да посведочат за растењето и напредокот на македонската заедница во Северна Америка. Во Северна Америка има две македонски православни цркви кои го носат името на пророкот Илија. Едната е во канадскиот град Мисисага во Онтарио, каде минатата недела се одржа голем народен собир на кој богослужаше господин Стефан. Другата е во Синсинати во американската сојузна држава Охајо. Таму централната свеченост е предвидена за следната недела, кога ќе богослужи митрополитот Методий. Еден од најголемите собири во чест на Илинден е предвиден за внедела во манастирот Свети Ѓорѓи во Рендолф во Њу Џерси, светилиште кон кое гравитираат македонските заедници од Џерси, но и дел од македонците од Њујорк, па дури од Конектикат. Предвиден е настап на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Њу Џерси. Во сабота е предвиден собир за одбележување на Илинден во црквата Свети Петар и Павле во Краун Пойнт во Индијана. Оваа црква југоисточно од Чикаго е најстарата наша црква надвор од Македонија и годинава одбележи јубилејни 50 години од основањето. Црквата во Краун Пойнт се подготвува и за големиот собир на канадско-американската епархија на почетокот на септември, на кој традиционално учествуваат сите македонски црковни заедници. Следуваат нови инвестиции и нови работни места. Премиерот Груевски информира, има најави на 15 големи компании за влез во Македонија од различни области. Кратово полн со туристи. Освен домашни, голем број на странци дојдоа во градот на мостовите и кулите. Бизнис вестите се веднаш по дневникот. Оштетените автомобили и лошиот пречек на македонците придонесе за намалување на бројот на туристи кои за празникот заминаа во Грција. Според информациите од граничниот премин Богородица, таму за излез од државата утрово се чекало не повеќе од 10 минути. Од 10 часот вчера до денеска границата во двата правци ја минале 17.073 патници, од кои 6.265 биле македонски државјани. Кон Грција заминале 4.884 македонци, што според статистиките на граничната служба представува намалување во однос на истиот период минатата година. Од почетокот на јуни до 1 август во двата правци границата ја минале 244.878 македонски државјани. На граничниот премин Дојран нема задржување на возилата, а во овие два дена границата во двата правци ја поминале 4.451 патник, од кој половината биле македонски државјани. Ако бројот на туристи кон Грција се намалува, тогаш бројот на туристите во македонските туристички центри за празникот го достигна максимумот. Полно е и во Дојран и на плажите во Преспа. Во Охрид за Илинден се бара место повеќе. Охрид е за илинденските празници преполн со гости како од нашето соседство, така и од странство. Колонијата возила уште од синоќа пристигаат во главниот туристички центар. Хотелите се исполнети, а во приватното сместување се бара кревет повеќе. Кафетериите и угостителските објекти живна, иста е сликата и на плажите долж Охридското езеро, каде присутните се разладуваат и одмараат. Yeah, we really like it. We love the lake and the nature, so that's why I'm here. We just arrived here in Ohrid, but we're staying at Struga, and we really loved it. We picked it because it's quiet, it's nice, it's got nature. Па супер е Охрид, скоро сваку годину за 2 август доваѓам овдека. Убаво е. Гужва, ноќен живот екстра, забава до безвес, цене солидни. Добра е. Забавно е, плажите се убави, средено е. Покрај многобројните манифестации за првпата годинава од 2 до 4 август се организира и пивофест Плашица, каде гостите покрај забавата со познати бендови ќе може да вкусат и свежо приготвена риба плашица и студено пиво. Има 2,5 тони свежо приготвена риба плашица. Има многу пиво студено, пријатна атмосфера покрај езеро и целодневна забава. Многобројните посетители кои што одлучија празничниот викенд да го поминат на Охридската ривиера нема да зажалат, бидејќи се нуди забава за сеќи вкус од културни манифестации, журки на плажи, концерти, па се до настапи на познати звезди од Балканот, се со цел привлекување на што поголем број на туристи.
Многу повеќе за туризмот низ Македонија во бизнис вестите. А за сите оние кои се низ туристичките центри од управата за хидрометеоролошки работи пристигаат добри вести. Топло време и високи температури не очекуваат целиот викенд. Може ли да очекуваме задржување на овие температури за време на викендот? Па во наредните денови ќе се задржи претежно стабилно суво и топло време. Температурата ќе има тенденција на покачување. Особено топло би требало да биде в недела, значи потопло. Меѓутоа кон крајот на денот в недела од северозапад ќе се спушта малку понестабилна воздушна маса, од која што очекуваме во ноќните часови и во текот на понеделник преку денот, значи можни се изолирани краткотрајни врнежи со ретки грмежи. Врховниот суд во Италија ја потврди едногодишната затворска казна за Берлускони. Доживотен затвор доби монструмот од Кливленд, кој 11 години се изживуваше врз 3 девојки во подрумот од неговата куќа. Едвард Сноуден им се заблагодари на руските власти за добиениот едногодишен азил, додека Вашингтон изрази разочараност од ваквата одлука. We are extremely disappointed that the Russian government would take this step despite our very clear and lawful requests in public and in private to have Mr. Snowden expelled to the United States to face the charges against him. Според Карни, одлуката ќе влие на соработката која имаат безбедносните и полициските служби на двете земји, а под знак прашалник е доведена планираната средба Обама-Путин во септември во Русија. Екс-техничарот на ЦИА е обвинет за откривање детали за американската тајна програма за прислушкување на граѓаните на секаде низ светот. Врховниот суд на Италија ја потврди едногодишната затворска казна за Силвио Берлускони за даночна измама за случајот Медиасет. Ова е првата конечна присуда за екс-италијанскиот премиер, против кого се водат уште околу 30 судски процеси, од корупција и даночни измами до секс со малолетничка. In cambio dell'impegno che ho profuso nel corso In exchange for my commitment over the course of nearly 20 years for my country, now almost at the end of my political life, ricevo in premio delle accuse, I receive as a reward allegations and a judgment based on nothing at all. It even takes away my personal freedom and political rights. Судот исто така донесе одлука за преразгледување на забраната за Берлускони да врши јавна функција 5 години, која беше дел од пресудата. Доживотна казна затвор без право на помилување доби монструмот од Кливленд, Ариел Кастро за суровото злосторство, држење во заробеништво на 3 девојки 11 години и нивно брутално сексуално, физичко и психичко злоставување. 53 годишниот американец постигна договор со обвинителството и со тоа ја избегна смртната казна. Следни се вестите од спортот. Маријан, денеска и спортот во знакот на празникот Илинден. Токму така во Охрид се одржа традиционалниот илинденски пливачки маратон, оној кусиот од 2,5 километри. Во Охрид традиционално на 2 август пливаат маратонците, но оној пократкиот маратон, па предлагам да ги слушнеме вестите во врска со овој пливачки настан. Александар Илиевски го освои првото место на 34-тото издање на Илинденскиот пливачки маратон. Патеката од хотелот Парк до пристаништето во Охрид исплива за 28 минути 15 секунди 88 стотинки. Второ пласиран заврши Стефан Андоновски, а трет финишираше Константин Паргов. Не беше толку лесно, ама ова ми е 11 пат како пливам во Охрид. Под 16 години 3 пати поред го освоив маратонов, а сега над 16 години категоријата прв пат победил. Кај девојките победи Деа Калајлиевска со резултат 33-44-16 минути пред Марија Јаневска. Водата беше добра, 24 степени, така да сме пливале во такви услови и тренинзи во Скопје, така да не беше многу страшно, не беше толку тешко. Сепак пливав со другар добар, така да Стефан Андоновски добро темпо ми одржа за ова. Финишот беше пресуден, тука малце го фатив на поспремно маневрото на психа, така да тоа е тоа. Во категоријата под 16 години со време 30-14-84 триумфираше Михаил Трпчевски. Никола Василевски го зазеде второто место, а трет целта ја помина Димитар Филковски. Во женска конкуренција прва во оваа категорија беше Ангела Нинич пред Марта Челиковска и Миријана Домазетовска.
Минуваме на светското пливање, бидејќи во Барселона се одржуваат надпреварите на светското првенство во пливање. Денеска немаше наши представници, но во текст се финалните трки. Да ги видиме и резултатите од финалните трки, секако со слика. На 100 метри слободно во женска конкуренција прво место за Кейт Кембел од Австралија со време 52:34. Во соло трка таа го освои првиот златен медал за Австралија во женска конкуренција. На 200 метри грбно кај мажите Рајан Лохте триумфираше, тоа за него е второ златен медал на ова светско првенство. И на 200 метри градно во женска конкуренција Јулија Ефимова од Русија го освои златниот медал пред светската рекордерка од вчера Меле Педерсен од Данска. На светското првенство во спортот на вода се одржуваат и надпреварите во ватерполо. Утре во машкото финале ќе играат селекциите на Црна Гора и на Унгарија, а вечерва домаќино Шпанија игра против Австралија. За крајот на овие спортски вести, секако уште настапот на нашиот тенисер Томислав Јотовски, кој на фјучерс турнирот во Сомбор триумфираше во четвртфиналето и се избори за своето прво полуфинале во кариерата. Го совлада Матеј Шабанов од Хрватска со 2:1 во сетови и утре ќе игра против Дејан Катич од Србија. Да се надеваме дека Јотовски ќе продолжи со успешните настапи и ќе биде во завршницата на овој турнир. Ова беше изборот на спортски вести, секако многу повеќе на нашиот веб портал. Да, и многу повеќе информации во вториот дневник на Сител. Останете со нашата програма. Следуваат бизнис вестите со Ирена Чачкова. Од нас пријатно. Пријатно. Следуваат нови инвестиции и нови работни места. Премиерот Груевски информира, има најави на 15 големи компании за влез во Македонија од различни области. Кратово полн со туристи. Освен домашни, голем број на странци дојдоа во градот на мостовите и кулите. Ресен целосно ќе реконструира инфраструктурата, ќе се асфалтира и осветлува главната клучка која води кон Охрид. Меѓународната агенција Стандард и Пурс ќе го намали кредитниот рейтинг на Хрватска, ако земјата не превземе нешто за да ја подобри економијата. Во последните 5 години, бруто домашниот производ на Хрватска опадна за 12%. Добро вечер, ова се бизнис вести на Сител. 15 нови странски компании ќе инвестираат во Македонија. Премиерот Груевски во своето обраќање по повод празникот Илинден информира дека во наредниот период има најава на големи компании за инвестиции во земјава и тоа од повеќе области. Информатичките технологии, земјоделството, електрониката, градежните материјали, како и отварање на работни места во странските компании, кои веќе подолго време работат во индустриските зони во земјава. 15 големи компании заинтересирани да инвестираат во Македонија. Премиерот Груевски во своето обраќање по повод празникот Илинден информира дека во оваа и следната година има најави на нови големи компании за влез во Македонија, и тоа од различни области: индустријата на автомобилските делови, информатичките технологии, земјоделството, преработката на земјоделските производи и храна, електроника, градежни материјали. Ќе работиме со сите сили. Овие најави што веќе ни се најавени како прилично сигурни да успеат да се реализираат и да се вработат што повеќе луѓе кои немаат работа. Иако е напорно, за мене не е проблем да поминам стотици илјади километри за да лобирам за странски инвестиции и да презентирам дека Македонија, поради реформите кои ги направи, е земја која нуди најниски трошоци за водење бизнис во Европа, рече Груевски. Тој ја повика опозицијата, наместо да критикува, и таа да се вклучи и да придонесе за влез на нови компании во земјава. Нема да им падне чинот ако помогнат во тоа. На странските компании не им е битно дека ние, а не опозицијата, ги донел тие реформи. Битно им е дека условите се добри. Најави и нови работни места во странските компании кои веќе подолго време работат во индустриските зони, како Джонсон Контролс и Джонсон Мети, Кромберт и Шуберт, Техно Хозе, Кемет Електроникс и уште многу други. Продолжениот викенд по повод празникот Илинден го испразни градот Скопје, но затоа пак се наполнија туристичките центри во земјава. Во изминатиот период се поатрактивен за странските и домашните туристи и градот на мостовите и кулите Кратова. За тоа што се случува таму во живо го вклучуваме колегата Кристијан.
Кристијан, дали Кратово го прославува празникот Илинден и дали викендов е полн со туристи и од кои земји од странците најчесто го посетија Кратово викендов? Добро вечер, Ирена. Пред се да кажам дека денеска во живо од Кратово ќе разговараме со туристичкиот водич на градот, господинот Стефче Доневски. За тоа колку е посетен градот, за тоа што сака да посетат туристите во продолжение заедно со него. Добро вечер за вас и добро дојдовте во Дневникот на Сител. Кажете ми со што Кратово привлекува внимание? Добро вечер. Кратово како најстар град на Балканот има што да покаже на туристите. Еден интерес има за архитектурата на градот Кратово. Тука се кулите, подземните тунели, црквата Свети Јован во рибарското мало предеча, секако сака да ја чујат и легендата за Радин мост. Еден посетител или групно може да се каже, разгледот на градот Кратово трае 3,5 часа и секако една од завршеците може да биде да се попи по една чаша домашна ракија. Секако гастрономијата која е најинтересна за Осоговскиот регион. На нашата понуда е поставена веќе и кратовската пастрамајка. Ресторантите и хотелите се дадени веќе на туроператорите, така да еден посетител може слободно да дојде да го посети градот Кратово. Ние имаме една заедничка соработка и со музеите, и со црквите, и со хотелот Кратис, така да еден посетител секако може да биде презадоволен од посетата на градот Кратово. Ме интересира дали во летниот период е зголемена посетеноста на овој регион? Посетеноста на Осоговскиот регион е зголемена, како што е манастирот Свети Јаким во Кривопаланка, има интерес за градот Кратово, геолошкиот резерват, тука може да се каже етно куќата Шанчева, која е прва во Осоговскиот регион, кој еден посетител може да види една градска куќа и секако е Лесновскиот манастир што еден посетител може да го види. Значи имаме изобилство што може да се понуде и како на домашниот, така и на странскиот пазар, али повеќе има интерес од странските туроператори, како што се наближува нашиот патрон празник кој ќе биде 2015 година, 500 години исполнувањето на Свети Ѓорги Кратовски. Значи има туриски оператори кои се заинтересирани за староста на градот, руските се заинтересирани за црквите и манастирите и холанѓаните кои се за планинарските патеки кои се воодушевуваат Осоговскиот регион. Во ред, ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Ирена, ова беше све од денешното вклучување во живо од Кратово, заедно со мојот гостин, туристичкиот водич на градот Кратово. Кристијан, ти благодарам за јавувањето. Во општина Ресен целосно ќе се реконструира запуштената инфраструктура. Во моментов се работи на проширување и реконструкција на подземната инфраструктура и целосно осветлување и асфалтирање на главната крстосница која води кон Охрид. По повеќе годишна развојна стагнација, општина Ресен конечно започна да се помрднува од мртвата точка. Еден од повиталните и покапитални проекти на кој во моментов се работи е проширувањето и реконструкцијата на подземната инфраструктура и асфалтирање и осветлување на главната крстосница која води кон Охрид и која со години, иако е премногу фреквентна, представуваше тесно и крајно небезбедно сообраќајно грло. Проширени се двете улици, извршено е комплетно асфалтирање на двете улици, ќе се постави тука хоризонтална сообраќајна сигнализација, извршено е осветлување на целата крстосница. Главната цел е да се подобри безбедноста на сообраќајот. И ресенчани ја чувствуваат квалитативната промена во развојот на општината, само како што велат, не достигаат нови работни места. По-добро живот, ама треба да се отворат и нешто работни места за младежот. Проектите се забележуваат, граѓаните веќе на терен се задоволни. Се гледа дека се подобруваат патиштата. Градоначалникот Стрезовски појаснува дека го имаат предвид овој проблем и дека веќе работат на него. При тоа, како што посочува, особено позитивни придвижувања во цела Преспа се очекуваат со реализацијата на проектот за заштита на Преспанското езеро, за кој преку швајцарската СДС и UNDP обезбедени 7,3 милиони швајцарски франци. Напоредно се работи и на заживување на туристичките дестинации долж Преспанската ривиера, што би требало да отвори многу работни места за локалното население. А Меѓународната агенција Стандард и Пурс го задржа кредитниот рейтинг на Хрватска на ниво ББ+, но изнесе неповолна оценка за војнина. Од агенцијата соопштија дека доколку економските резултати на земјата до крајот на годинава бидат полоши од она што се очекува, до година Хрватска ќе има намален кредитен рейтинг. Во последните 5 години хрватскиот бруто домашен производ се намали за 12%, а за исто толку е опадната и потрошувачката. Ке инвестициите е регистриран пад од речиси 40%.
Со оваа информација ги завршуваме бизнис вестите. Повеќе на нашиот сајт sitel.com.mk и на социјалните мрежи. Имајте пријатен празничен викенд.